СДСМ по налог на ДУИ го блокираа Законот за помош на македонските бранители од 2001 година, иако и премиерот, министрите за внатрешни работи и одбрана, како и координаторот на пратеничката група на СДСМ покажале волја да помогнат на семејствата на трагично загинатите од воениот конфликт од пред 22 години, сепак коалицијата со Ахметија блокирала оваа помош, обвинува Стојанче Ангелов, првиот човек на достоинство и коалиционен партнер на Ковачевски. Сега Ангелов се надева дека со владина одлука ќе се исправи грешката, воспротивно ќе ја напушти коалицијата на ДУИ СДСМ. Повеќе од јасно е дека проблемот со неносење на законот, а и владината одлука се пречките кои што ги прави коалициониот партнер на СДСМ ДУИ. Како што реков во разговори со премиерот, кај премиерот Ковачевски постои добра волја ова прашање да биде надминато, кај министрите за внатрешни и одбрана исто така постои добра волја за надминување на овој проблем, но според мене кочницата е во ДУИ. Ангелов уверува дека сепак помошта за бранителите ќе биде изгласана во собранието по промената на власта и доаѓањето на ВМРО ДПМН. Имаме цврсто убедување дека ВМРО ДПМН, кои што веќе самите го поднесу овој закон, некогаш кога ќе дојдат на власт, истиот ќе го иницират повторно во собранието и верувам дека ќе обезбедат мнозинство да помине. Ангелов најави, а Павле Тројанов веќе го напушти владеачкото мнозинство. Причината беа политиките на власта кон Бугарија, а првиот човек на Демократскиот сојуз сега обвинува и за обидите на Ковачевски да ги протурка со европско знаменце законите за коридорите 8 и 10Д. Овие закони повеќе се за амнестија на владата и на подписниците на договор со Бехтел и Енка, отколку некакви создаване услови за, да речеме, побрза градба и така натаму. Се работи, значи, по два основа се кршат принципите на Европската унија. Прво, заради нетранспарентниот процес, и тука има силно кажување, бидејќи таква се води постапката со директна спогодба. Законот за помош на бранителите најмалку 6 месеци нема да може да се врати во собраниска процедура, бидејќи така предвидува деловникот на собранието, бидејќи СДСМ и ДУИ гласаа против негов влез на пленарна седница.